Така беше на прославата на 100-тиот роден ден на баба Стојанка. Ние денеска во студиото со најразновидни содржини секако ја завршуваме Македонија денес, односно имаме уште нешто што секако подготвивме за вас. Ова е петок, ден кога се релаксираме, ден кога сакаме да бидеме позабавни за нашите гледачи. Сакаме да бидеме забавни, сакаме многу музика, почнува викендот, со тоа и забавите. Знам дека голем дел од оние кои што работат уште веднаш откако ќе ги напуштат работните места, ќе одат на забавите низ градов, не само во Скопје и другите градови. Како и да е, ова издание ќе го заокружиме со малку повеќе музика и срекни сме поради тоа. Сакаме да им посакаме добри ден на нашите гости и студиото ни е разубавено, поинакво ни од вообичаено. Ќе видите за кратко. Со нас денеска DJ K105 и Буцо Битбокс. Добре ни дојдовте во Македонија денес. Добро ве најдов. Навистина ќе ни ја разубавите денеска атмосферата, дополнително како и претходните гости, секако и вие со вашето присуство. DJ-си имаме во студиото, предпоставувам дека ќе имаме музика, ќе имаме интересен разговор. Вие сте сведоци на ноќниот живот во Македонија, на случувањата, не само во Скопје, туку низ целата територија на Македонија. DJ K105 често е низ сите градови во Македонија. Па како го оцениш? Како DJ K105. Добро, сега ќе апелираме секако до гледачите дека е K105. Секаде именуван, најверојатно ги потсеќа од тоа K15. Па у последно време да ги можам да кажам дека ги посетувам сите поголеми градови у државава, како си имам редовни ангажмани и сега и зависи од место до место. Ако е градот поголем, можам да кажам дека се поопуштени луѓето, помалку се познаваат едни со други, има подобра журка у диско. Ако е мал градот, се знаат едни од други, се пазат и ќутат и гледаат што ќе испијат и такви работи, не гледаат да си поминат уво. Да, ама голем дел од музичариве, па и диџеите кажуваат дека побаво си поминуваат во внатрешноста на Македонија, во помалите места, и сега ова некако не ми одговара за тоа што ти го кажа. Не си по примеру Штипсум 2 пати у месецот, да речем, најдобри журки правам. У Струмица Иако сите си се знаат меѓу себе, значи у Струмица е исто така многу добри забави правам, у Прилеп можам да кажам. Моментот е публиката, не е битна локацијата, туку е битно дали тој што ќе дојде во локалот ја слуша твојата музика, ти што ја слушаш, дали те познава, дали се интересира, дали уопште нешто правиш или работиш на грамофони, или само чека да ја слушне песната негова ти со телефонот и пушти ми ова и цела вечер ти Има луѓе што го ценат тој креативниот дел што го спомнуваш, затоа што знаеме дека не е баш така само стисни плей копче, да се разбереме. Да, има и многу газди на клубови што го почитуваат тоа и што гледаат дека имаш напредок, дека си различен од другите и сакаат и тебе да те донесат во клубот. Буцо Битбокс, добро познат на јавноста. Секако дека заедно со K105 и со други диџеи исто настапуваш заедно со нив, ја дозагреваш атмосферата сега де таму каде што одат тие, со твојот навистина извонреден талент. Па, искрено, да. Иако влагам по кратко време, али се осеќа таа енергија и жештината на журката. Предпоставам треба да се погоди и моментот, тоа кој го следи тоа, чија работа е на диџејот или твоја работа е ти на двајцата е тоа. Договараме заедно, накладно во сред журка, како, со кој момент ќе влезе, со кој момент ќе заврши и тоа не трае долго, да речеме околу 5 до 10 минути, ама има многу позитивен ефект убав, да, онака од ако ги гледаш седат луѓето, сега правам, викам, гаса музика, тишина има 10 секунди, ти влагаш и се чудат од кај звуков сега Буцо го нема на бина. Да не биде дека е тука бадиела донесена целата оваа опрема, јас предлагам додека разговараме да иде музиче? Да, малце се забавуваме, верувам дека и на гледачите добро ќе им дојде. Секако ќе се подготвиш можеби новој начин за нека вечерашна свирка, вечершен настап. Да, морам да го прашам бидејќи ја гледам тука опремава и знам колку значи опрема за музичарите, инструмент за вас, се ова тука што го имате во сетот. Колку се нервираш тогаш кога љубопитни луѓе доаѓаат и сакаат да пипнат се ова тука. И мене многу ме привлекува искрено. Ако ги гледам, знам дека ги има. Сигурна сум дека има. Ако слободно можеш, ако сакаш да дојдеш, само треба да те гледам да пазиш да не удриш нешто. Има една многу битна работа, многу осетлива, тоа е иглата од грамофонот
и во принцип кога сакаат нешто да пробаат скреш да направат, овдека ја маваат иглата назад. Ја удираат, ќе ја скршиш и после не можеш да работиш на грамофон ако немаш. Значи дозволуваш само ако е внимателна. Само да, јас. По твој надзор. По мој надзор, да. Ти со оваа работа долго време веќе се познат на јавноста. Започна доста млад, секако и твоите почетоци се интересни. Негде на кај 15 години, 16, така прва забава имам направено. Сосема спонтано. Од средна школа се собравме, журка сакаа да прават, као договорени 50 души дека ќе дојдат на забавата и Некој треба да пушта музика. Со двајца другари ние бараме кафич низ градов и се поводи, памтам тоа студио FX се викаше местата, сега денешно време секси шоп валијант. Така се викаше. И се собравме опрема никаква, мислам, за тоа време јас гледам CD плеери, дома сум пуштал музика на касетофон. Пријател сум многу добар од зграда, од мало ми е Тони Зен. Имавме група заедно 105 се викаше. Снимањето тогаш не беше у студија као денеска што идеме снимаме битови, мастеринг, касетофонот, од друг касетофон пушташ на касета ритм, стискаш рекорд и двајцата вака на микрофонот рецитираат. По еднакви услови, да. Добро, 15 години, тогаш си бил дете, меѓутоа после тоа кога веќе сериозно почна да се занимаваш со оваа работа и редовно, претпоставувам дека една од потешките работи е да се следи музиката и да не се биде затворен човек, диџеј, тоест треба да сака да припати и да слушне различни типови на музика па да процени што му се допаѓа. Како се тоа кај тебе, преца дали наоѓаш и до ден денеска редовно време за многу слушање музика? Обавезно, нон-стоп, иначе работам на медицински факултет и имам доста обврски, да речеме. После работа дома се прибирам, не ручам, прво едно сат време морам да се полабавам, да видам што искочило ново, такви работи, ако нешто што не сум видел вчера да го видам денеска. И после тоа тек седнувам на маса да ручам. Тоест идам кај моите на ручек, се извинувам. Буцо, секако со битбоксот и она што го правиш, привлекуваш многу внимание и пред малку имавме можност овдека во нашата телевизија продефилира голем број на мали дечиња кои што веднаш реагира со позитивна атмосфера и се воодушевија на она што ти го работиш. Кажи ми, ти каде го најде, односно како го откри овој талент да произведуваш звуци? Па отворив на YouTube и случајно го отворив клипот и видов како еден човек со микрофон прави најразлични звуци и ритмови. И се чудев така толку време и решив ајде го пробам јас, ошто да не можеби е лесно, можеби е тешко. И пробував, искрено слабо одеше многу, ама со тек на време, тренинг, работа и љубов кон тоа нешто се надокрадуваш и усовршуваш и... Да. Ме интересира мене, да, убаво спомена Сања самата оваа техника и да ти била интересна и привлечна, меѓутоа ова не оди без чувството за ритам, значи мораш да го поседуваш. Обавезно. Дали си знаел уште многу мал дека тоа го поседуваш како талент и дека нели го чувствуваш ритамот или во тие моменти кога прв пат почна да пробуваш, тогаш сфати дека да. Момент, да. И од тогаш добив некако слух и осет за музика и ритам и пробував, нели идеше слабо, ама со работа и... Да. Да. Оно што го кажавме за диџејот, веројатно подеднакво и за тебе важи што се однесува до слушањето на музика, да, различни ритмови, абсолютно, експерименти, така да претпоставувам дека и ти мораш да одвоиш доволно време за да слушнеш и не само нови, да, и стари нешта, па да се обидуваш, да експериментираш и да се обидуваш. 24/7 со слушалки или со музика, пошто живеам со музика некако и се... Не знам, многу сме блиски со музиката. Тоа ти е начин на живот и секојдневие. Ми исполнува. Каде се запознавте двајцата и како, кој за кого прв слушна за да започнете на соработка која што
јавува голем интерес кај публиките. Да те оставам да кажеш или ја да кажеш? Збори Славан. Ако памтиш. Буце е помал, близко живее тука некаде околу мене во аеродром, во Ново Лисиче, тоест ми пиша после, не знам, ме видел некаде на некоја журка, ми пиша на интернет, многу добар, вака така, ми се свија како скречуваш, сакам некоја соработка, ако си за да направиме по клубове, да дојдам со тебе да шетам. И зашо да не го земавме на настап, мислам прво со Тони заедно имавме Крива паланка. Клуб. Клуб Чарли, да. Чарли. Клуб да не работи тоа сега. Буцо како изненадување дојде, не го најавивме ништо, на сред журка Тони му направи презентација, убаво го представи. Видоа што е дечко, најверојатно прв пат имал таму настап, не знам, онака пред поголема публика. Официјално. И на Тони му се свијаше многу и као се договоривме и заедно некаде кога ќе идеме да го земаме, може добро е, позитивно е, баш ке ние одмараме, он док го работи некој период и така. Еве веќе го спомена Тони Зен, ќе се согласите, претпоставувам и двајцата со мене, лично го познавате, сепак најмногу беше и е почитуван заради тоа што си беше сопствен бренд и си е сопствен бренд, не личи на никого, значи си држи до тоа што го сака и го прави така како што го сака. Сега тоа претпоставам и за диџеите исто важи. Колку ги имаш тие проблеми со нарачки, па сакам ваква или таква песна, или луѓето веќе се навикна што може да очекуваат од K105 и тоа е тоа? Па дали се навикнале, не знам, зашо у глобала речеме има 50 песни, хитови што ја мора да ги пуштам у вечерта, иначе нема помина журката како се треба, нема да бидат задоволни. А тоа значи дека, извини што те прекинувам, можеби дел од нив и не сакаш да ги пуштиш, меѓутоа не оди без тоа? Значи, да, многу значи, а не оди без тоа, да кажеме, да, ама сепак си имам некој мој стил, јас сум така малку по-андерграунд, можам да кажам, некој собствен стил имам, сакам по-брзи ритмови и ја пратам новата музика, по-агресивен сум, можам да кажам, од страна на другите, така и викаат дека сум изборот. Како што кажа, со Тони Зен сте малски другари, од иста зграда, од исто мало, 105 секако дека е обележје за вашето мало и за вашата зграда. Тони продолжи секако со издавање и на своји албуми, соло кариера, се проби во јавноста како изведувач. Вие продолживте секако да работите заедно и понатаму со него. Размислуваш ли можеби ти на некој начин да се наметнеш повеќе во јавноста, да излезеш од тие ноќни клубови, едноставно нешто свое да презентираш на јавноста? Со подписот на K105. Со подписот на K105, па да, се спрема некој проект, баш сега треба набрзо и видео да се снима за тоа. Ама сепак пак ќе биде промоција за мене како диџеј, нема да се тргнам од клубовите. Нема да почнам да пеам, него ќе работам поише, ќе учам уште скречови, ќе учам уште финти, да ги правам аналогно некои диџеи што ги прават дигитално, зашто е многу позабавно да го гледаш тоа како го работи некој, звучи така интересно, а не е само копче стиснато. Покреативно во секој случај, да. Океј, за соработката со Тони Зен знаеме сите, ете заеднички настапи по ноќни клубови и насекаде. Од што зависи со кого ти би сакал да соработуваш и да настапуваш? Ево и Буцо е тука. Претпоставам дека ете ти се допаѓал и како личност и неговиот талент и така натаму. Имаме и доста такви примери каде што пеачи, поп-пеачи, без разлика од кој стил на музика негуваат и сакаат, настапуваат нели со диџеј. Од што зависи ти со кого би сакал да соработуваш? Па, како што кажа, најпрво да треба го проценам каков карактер е, дали ми се допаѓа, дали ми одговара на мојот стил на живот. И морам јас лично, тоа за мене, да си го проверам сам, да си слушнам што има од него, да го изгустирам, да видам дали ми одговара тоа што го работи, дали ми се допаѓа тоа што го работи најпрво пред се. Дали се наоѓам во таа позиција да направам некој ремикс со него и тоа.
Рече Буцо дека живее со музиката и за музиката и дека постојано во текот на целиот ден е со слушалките на уши, вежба ритмови, вежба звуци одредени и секако сакаш да го работиш ова и сакаш да соработуваш со луѓето кои што секако може да те поддржат во твоите настапи. Самиот кажа ке исто пет како дојдовте до соработка. Те прифатија ли откако се наметна на јавноста и кој оној се што тебе те бара за соработка и како еден дечко кој што ќе ја дополни музиката, ќе го дополни ритмот и ќе направи делото да биде поразлично? Па да, искрено сакаат, им се свиѓам, гледат и на самите настапи какви се реакциите, пофалби од газди, од менаџери, најразлични луѓе. Цело време сум со него и со Анчо од ДНК. Да го поздравам. Исто сега имав и со Ив како ДНК им гостував на Велешка питијада и на Евчански карневал. Интересни се, разговаравме со Сања, на светската сцена веќе стануваат популарни оние капела групи без никаква музика во позадина, што изведуваат се со сопствениот глас и во тие групи како неизоставен дел е еден член кој што е нели го изведува тоа е битбокс. Така да ти се чини ли како интересна идеја? Дали можеби некогаш би размислил да бидеш и дел од таков состав? Нормално тука треба да има еден комплетен пакет, да се спојат и вокалите, меѓутоа пак ќе кажам без ритам и таква подлога ништо не може. Ти звучи интересно? Пробал, да, пошто е иновативно е, интересно е. Убаво звучи, убаво изгледа. Така да си и не е секојдневно, да. Има ли со кого дека би се соработувало и со кого би се направил еден таков состав? Па не сум сигурен. Ама ако има и ако некој понуди или ме препорача, ако слушнам, би бил отворен да барем да научат битбокс овдека кај нас. Има ли доста млади кои што се добри битбоксери? Да, има, ама некој немале шанса јавно да го истакнат или срамат или не знам што е проблемот, па не е се толку истакнат. А сигурно учиш? Од кого имаш ли некој пример кој што ти е некој во светот на битбоксот, кој ти е како ете пример од кого ги совладуваш можеби техниките, настапите? Па има Еклипс од Франција, Джозе Пулпо од Франција, Дейвид Крофт Ислам од Англија. Ние не ги знаеме, но ете, вие си ги знаете, не ни значат ништо, но тебе сигурно дека ти значат многу. Можеме секако тука сме некаде и кон самиот крај на разговорот, да видиме како тоа изгледа во ноќните клубови, односно таму каде што заедно настапуваат ке исто Пети Буцо битбокс. Па малце и ние овдека да почувствуваме атмосфера, како да сме некаде на... Една представа да направим ова. Да. Ние сме спремни? И ние сме. Слободно, само една минута. Нема проблем. Oh yeah. Oh yeah.
На кратко. Да, на кратко, меѓутоа сладко, убаво е да се слуша, интересно во секој случај. И се надевам дека има публика, еве тоа нека биде можеби финално прашање, секогаш нели се разговара за тоа колку има простор за секаков тип на музика во рамки на нашата сцена, па и ноќен живот. Еве, се надевам дека позитивно ќе завршиме. Имате ли доволно публика и такви кои што ги почитуваат вашите забави, редовно ги посетуваат? Да, ама и многу зависи тоа од локацијата на клубот, кој клуб е и дали луѓето го сакаат клубот или се задоволни од некое друго место каде што ти не настапуваш. Не знам, малку не функционира кај нас тоа кој што треба. Мислам, јас не каде да одам, не секаде имало народ, немало маса слободна. Тоа немало никаков проблем, ама мислам дека не почитуваат конкретно баш дека јас идам таму да пуштам музика, него почитуваат зашто јас идам во тој локал да пуштам музика. Да, има разлика нека тука сега, зашто да речам лично ја да земам да направам концерт или евент некаде на некоја локација непозната, ќе дојдат само моите блиски пријатели, нема никој друг да дојде, колку реклама пуштам за тоа. Но сепак има простори, има локали каде што бирате каде и вие секако ќе настапувате. Немаме доволно време во секојдневниот живот, како што спомена и самиот, работен си на медицинскиот факултет. Да. Од една крајност во друга би рекле, навече го гледаме во една опуштена варијанта, преку ден во една озбилна улога и доста одговорна. Озбилно со кошулче, джемперче на мене. Нема кеј 105 за време на работа. Студентите што ме препознаваат, само се чудат како јас тој што го гледаат позади грамофони у дискотеки, изгледам многу другачи. Како Кларк Кент кога се претвара во Супермен, така Кристијан Делчевски се претвара во Кеј 105. Само ова сум вистинскиот јас, ова ми е хобит, ова што цел живот што сум го работел и што ми удуша и сакам да работам. И ми истетовирано овако на менето. Ние ти посакуваме уште многу добра работа, многу настапи каде што ќе ја привлечеш публиката и посетителите да доаѓаат, па не само во Македонија, често пати секако и надвор од териториите на Македонија, верувам дека сакате да настапувате и таа сцена да ја освоите, па да се видиме во некоја следна прилика. Буцо, како ти го исполнуваш за на крај работнот, односно времето во текот на денот, освен со битбокс секако што изучуваш и што си постојано со слушалките? Така. Има ли некоја професија каде што би се дозволило целен да се слуша музика? Па, ако има ја идел одма, иначе со времето, со слушање музика, со шетање, едва чекам викенд, пошто Тогаш е најнабиена агенда. Да. И си шеташ и убаво е стварно и запознаваш најразлични луѓе. Нови искуства во секој случај. Уште еднаш сакаме да ви се заблагодариме за атмосферата што направивте во студиово. Многу си ги сакаме и почитуваме тие гости, особено што во живо се тоа ни го приредуваат и нас и на нашите гледачи. И се надеваме дека повторно се гледаме за кратко време. Во следна прилика ве очекуваме во телевизија 24, а ние секако доаѓаме пополека кон крајот, но за да завршиме емисија, денеска имаме една навистина убава вест која што сакаме да ја споделиме со гледачите. Еден од нашите најпопуларни пејачи, најпознатиот не само во Македонија, туку и на Балканот, миленикот на женската публика, ќе кажем, девојките по него лудува, каде да се појавеше секако привлекуваше внимание. Вчера ја доби својата најубава улога за која што зборуваше и која што ја посакуваше. Даниел Кајмаковски стана татко. Неговата жена се породи во Санте Плюс Хоспитал во Скопје, а ние за Македонија денес секако имаме ексклузивно интервју за вас, нашите редовни гледачи, од нашиот Даниел Кајмаковски. Еден од најубавите и најсрекните моменти во животот на едно семејство секако дека е доаѓањето на новиот член, односно приновата во тоа семејство. Денеска за мој соговорник имаме еден среќен татко кој што ќе го сподели со нас сето она чувство на среќа која што доаѓа во ова семејство. На сите добро познат Даниел Кајмаковски. Даниел, прво да ви ти честитам за приновата, нека е живо и здраво и среќно детенцето. Благодарам, фала многу. Со оглед на тоа дека ви е прво детенце, клише е, знам, прашањето какво е чувството како новопечен татко, меѓутоа, еве, ајде сподели го она чувство, првичното, како се чувствуваш? Пред се ви благодарам што сте присутни, што дојдовте да го споделите овој прекрасен момент со мене.
Нели кажуваат секогаш дека е тоа најубавиот момент во животот, меѓутоа не можеш да го почувствуваш тоа додека не станеш на вистина родител. Еве, јас ја имам таа среќа и можам да кажам дека конечно го знам тоа чувство и дали постојат воопшто зборови со кои би можел човек тоа да го опише, не знам. Меѓутоа на вистина во право се луѓето, тоа дефинитивно е најубавиот момент во мојот живот и се радувам многу и се гордеам со мојата нова улога како сопруг и како татко. Ајде, уште на почетокот да прашам како е мајката и како е бебето? Благодарам што прашавте, нели не сум само ја битен и не само Давид, него воопшто како семејство и дел од нашето семејство е нормално мојата сопруга Кристина. Фала му на Господ, одлична е, супер е, се значи одмара и се надеваме дека ете што побрзо ќе можеме да си го земеме Давид и да уживаме во нашето ново семејство, во нашето. Веќе го спомнавте името Давид, дали е случајно, дали е нечија желба или символика на нешто? Не, јас Кристина долго размислувавме, нели, навистина бевме во дилема за името, меѓутоа кога се спомна името Давид, се погледнавме двајцата и знаевме дека тоа најмногу ни одговара, најмногу ни се допаѓа, но клучен момент беше моментот кога навистина прв пат го видов Давид и знаев дека ќе биде Давид и едноставно сестрите ме прашаа дали веќе имаш име и ја реков да, Давид ќе се вика. Тоа е желбата не само моја, него и на Кристина и така заеднички. Едноставно дојдовме до тоа име, да. И сега сакам да те прашам, дали подготви список на приспивни песнички? Давид има свој авторски песнички кои заедно ги пишуваме со Кристина, она пишува текст, јас компонирам мелодија, така да Давид си има посебни своји песнички кои веќе му ги пеевме, дури Кристина беше бремена. Така и волшебен беше моментот кога првпат се видовме со Давид, он плачеше, јас почнав да му пеам една од тие песни и веднаш се смири. Значи, навистина беше еден прекрасен момент. Секој пат имавте чувство дека си ги препозна песничките кои што сте му ги пееле предходно? Не, сигурен сум дека ги препозна, бидејќи навистина секој ден поминувавме време со тоа да му се посветиме, дури нели беше во стомачето. Му ги пеевме тие песни заедно, со љубов ги компониравме со Кристина и мислам дека ги препозна и дека поготово го препозна моето пеење, мојот глас. Така да веднаш се смири и сега е уште така, кога и да плаче му пеам и веднаш се смирува. Така. Дали се подготвуваш за непроспиени ноќи и менување на пелени? Веќе сум спремен за тоа, значи Вежба се? Имам 13 годишен помал брат, така да кога он се роди, јас имав само 13 години и тука веќе вежбав и можам да кажам сум доста искусен, но мислам дека љубовта према тоа, значи према детето и према желбата да создадеш семејство, самото тоа ти дава нели сила и мотивација и мислам дека веднаш се учат тие работи, значи во моментот. Си доаѓаат спонтано. Така е, да. Дали татковството сега ќе донесе пауза, можеби на музичко поле или баш напротив, уште повеќе инспирација? Па, мислам дека значи паузата јас ја имав, си зедов време заедно со Кристина да уживаме во бременоста, не сакавме да се експонираме со таа вест, затоа беше едно изненадување за јавноста, но тоа беше мојот момент каде што јас најмногу сметав дека треба да бидам тука за мојата сопруга и затоа паузата јас ја имав до сега, меѓутоа и понатака сакам во фокус да ми е семејството и на прво место, меѓутоа мојата работа или мојата музика, мојата уметност се разбира не сме и нема да страда ради тоа. Мислам дека и еден ден кога ќе порасне Давид сака да биде поносен на својот татко и на тоа постојано сакам и да работам, значи не планирам да направам една пауза, веќе многу скоро ќе излезат нови песни, така да едноставно гледам на сите страни да бидам присутен. Тука со нас е и доктор Јусуфи, кој што беше дел од екипата на чинот на породување на бебето на Даниелка мајковски Давид. Па ајде кажете ни како помина чинот на пораѓање. Благодарение на Господ, нашата професионалност се покажа во најдобро светло и сето тоа заврши со хепи енд. Иако во одредени моменти имаше моменти на
напор, на дилеми и така натака. Меѓутоа, целата работа на крај заврши со happy end, а имаше и многу специфични моменти, нарочито тоа што го спомна и Даниел, кога му пееше на бебето, тоа до сега не сме го доживееле, свасно тоа беше волшебно. Сепак ангел пееше на ангел изгледа. Така што од аспект професионален имаше работи кои се проценуваа во моментот, се преземаа одредени действија во моментот, така што целата работа одеше како што треба и најдобро што можеше. Како е бебето? Фала Богу, се е окей, среќни сме ние, а знаете, со Даниел сме пријател малку поодавна, така што среќата на пријателите секако дека ни е многу важна, кога се они среќни, секако и ние сме многу среќни. Фала на Господ, доживаваме еден ден сите со многу среќа. Пожелувам да имаме вакви моменти уште многу за сите. Инаку, за друго, сепак би требало да ги прашате нив, како наши, да кажам, клиенти, пациенти. И ние се трудиме да бидеме максимално и професионални и љубезни, меѓутоа со Даниел имаме сепак и пријателски однос, така што ние беме, освен од аспект професионален, оптеретени и душевно имаме друго оптеретување како наши блиски пријатели и така. Ајде, Даниел, да ни кажеш за искуството во болницата Санте Пус? Од самиот прв преглед кога дојдовме тука со Кристина, знаевме дека тука сме во добри раце. Тоа ни беше битно. Од старт се чувствувавме како да сме во раце на пријатели. Тоа мислам за млади родители кои прв пат прават такво искуство е толку битно, едноставно да се чувствуваат дома. Јас ја осетив Кристина дека едноставно се чувствува сигурно и за мене тоа беше знак дека Давид тука ќе се роди пред се. И им скинувам капа на сите доктори кои имаат работа со млади родители, неискусни родители кои знаат и да станат и нервозни, кои знаат да се насекираат. Меѓутоа тука се искусните доктори да кажат кои се битните работи, да те смират со убав збор, ама и стручно да ти објаснат што се случува, што може да се случи и едноставно нели како родител бараш информации, сакаш информации, но не сакаш тие информации да ги извлекуваш од некого, него битно е еден добар доктор во прав момент правата информација да ти ја даде. Не премногу, не премалку. Значи, токму како што треба и пресреќен сум што Господ не даде во толку сигурни и убави и добри раце, кај пријатели, искусни доктори и како што рече доктор Јусуфи, фала му на Господ пред се. Јас на Санте Плюс им посакувам многу успешни вакви приказни и среќен крај, а на вас ви посакувам многу среќни моменти во растењето на вашето детенце. Благодарам од срце. Фала ви многу. И ние се приклучуваме кон она што Зорица на крајот го посака. Во секој случај, мило ни беше и ние да слушнеме оваа убава вести приказна. Тука некаде е време да го заокружиме ова издание на Македонија денес, последно за оваа работна недела и се надеваме дека таа позитивна енергија со која што сакаме да ја заокружиме неделава, успеавме да ви ја пренесеме. Уште еднаш да ве потсетиме каде може да не најдете и да коментирате нормално Facebook и Instagram Македонија денес со македонска поддршка. Ние сме секако спремни за следната недела, заедно со вас да се дружиме секој работен ден од 10 до 14 часот, следува викендот во кој што сите заеднички ги полниме батериите, позитивна енергија и ве очекуваме повторно од понеделник. Но вие не го менувајте каналот, останете на телевизија 24, затоа што има навистина богати содржини за сите вас. Имајте пријатен и убав ден. Довидување.